Добар ден најпрви. Јас сум Александра Петровска и на почетокот би посакала да се заблагодарам за вашиот момент што одлучивте да бидам дел од секторската група на зелени транзиции на бизнисите од една страна, а од друга страна што ми овозможивте да го реализираме ова интервју. Нашата компанија Еко Петровски се занимава со еколошка достава на пратки. На почетокот се фокусираме на територија на општина Аеродром. Се надевам дека во иднина и ќе се шириме пошироко на цела територија во градот Скопје. Она што би сакала да го поврзам е дека од пред 10 години водам невладино здружение кој има симпатичен акроним, се нарекува ЗЕОП, а здружението работи и делува во областа на животната средина со акцент на едукација и едукација на млади луѓе и млади лица. Нашата компанија, која што ја основавме пред година дена, е се со цел да се влијае на квалитетот на животот и да се подобри квалитетот на животот од областа на животната средина. Зелената транзиција е нешто што е многу актуелно во последно време, нешто што секаде во светот сега се акцентира. Слободно можам да кажам дека и потрошувачите во минатото не става голем акцент на оние зелени еколошки, да речеме, производи, но се почесто во ново време се насочени со еден убав предизвик кон еколошки и одговорните компании. Па од тука тргнувам и нашата компанија на вистина гледа да делува на зелената транзиција, најчесто со дигитализација и со човечки капитал, во кој што секако инвестираме на долгорочно ниво. Морам да напоменам дека на вистина водиме грижа за инвестирање во капиталните инвестиции, и тоа гледано на долгорочно ниво, но и со глобализација на инвестициите во оваа наша зелена транзиција, човечкиот капитал и дигитализацијата на вистина ни се еден од најголемите предизвици. Нашата компанија е еко-френдли бизнис, која што на вистина се стреми да заземе голем замав и во иднина, но полека и сигурно не брзаме ние кон овие наши стремежи. Секако планираме да направиме поголем капитал, но истовремено да не наштетуваме на нашата животна средина. Во моментов би сакала да ви одгатна мала тајна, можеби и не е тајна, тоа е вистина која што се случуваше многу одамна. Јас сум оделенски наставник во мојата примарна професија, повеќе од 20 години сум во образование, но пред 15 години магистрирав на менеджмент на човечки ресурси. И сега ова може би доаѓа како реклама, но сакам да го поврзам да направам една паралела со женското предприемништво. Зашто? Затоа што при изборот на предметите кои што ги полагав на постдипломските студии, секогаш кога можев да бирам тема на која што ќе работам и ќе подготвувам семинарски труд, исклучиво тоа беше предприемништвото. И мојата последна завршна одбрана на мојот труд беше, зборувам уште пред 15 година, македонските жени предприемачи споредбено со јапонските жени предприемачи, така да мојот дух во однос на предприемништвото датира уште многу одамна, но се чекаше време да се наредат куцките, се со цел некогаш да се оствараме и на тоа поле, а фала Богу се споја куцките пред една година. Па нашата компанија Еко Петровски се надевам дека доправа ќе има голем просперитет. Благодарам.